Се издигна од пепелта старата црква Свети Спас во Беровско Владимирово, која точно на денешен ден пред 2 години беше уништена од пламените јазици, носејќи го неповратно со себе целото културно богатство ткаено и собирано со векови од верниците во ова село. Но новиот објект пишува нова историја, а првата литургија најавена за Митровден измамува солзи радосници во очите на 85 годишниот дедо Никола, кој е 54 години клисар во оваа црква. Па това е најголемата радост за нас. Ние викаме да начекаме да осветиме како што треба. По редо да си оди се. До Митровден владимирци сакаат да го поплочат подот со мермерни плочи. Огромни средства беа потребни. Ако некоја сума не имавме процено, бидете сигурни дека тоа е многу повеќе. Па спрема моје мислење дека најмалку околу 25 до 30.000 евра се потребни за еден таков иконостас. Иако не може да се направи тој како тој што го имавме. Тоа далеку од тоа. Тоа беше донесено од Света Гора, тоа беше нешто незамисливо. Досега во реконструкцијата се потрошиле над 1,5 милиони денари и средства собрани од донации, но дел од обврските околу материјалите за изградба се уште не се платени, што значи се уште се потребни донации за црквата. Населението, па и општо широм државата дава се по нешто таа да биде обновена, изградена, како што видите. Имаме луѓе кои се трудат, трчкаат од наша населба, па и према Скопје, па и према широм Македонија. Сите сакаат да учествуваат, да помагаат. Во новата црква чекаа да бидат поставени и 10 донирани икони, од кои 2 се донации од рускиот амбасадор. Инаку црквата во Владимирово беше една од најстарите цркви во Малешевијата, изградена во 1846 година. За причините за пожарот на 1 ноември 2014 се споменуваа запалените свеќи или неисправната инсталација.